Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Централниот комитет на ВМРО ДПМН е на вчерашната седница во Прилеп, оценувајќи дека актуелната влада ја донесе државата, како што велат, во девастирачка состојба, при што главни проблеми на граѓаните се инфлацијата, растечката сиромаштија, скапата струја, ниските плати, лошиот стандард, како и дека не помалку сложена е ситуацијата на политички план, при што нема интеграција, но има условување и откажување од идентитетот, излезе со две барања. Првото е организирање предвремени парламентарни избори најдоцна до пролет 2023 година како единствен излез од економската и политичката криза, давајќи поддршка на пратеничката група на ВМРО ДПМН е во ставот за неприфаќање на промена на уставот под диктат на Бугарија. Второто барање се итно усвојување на предлозите на партијата за закрепнување на економијата, стандардот и општественото живење, кои се во форма на предлог амандмани на буџетот за следната година. На овие теми вечерва ќе разговарам со потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Интервјуто почнува за кратко. Гледате 360 степени. ВМРО ДПМН од вчерашната седница на Централниот комитет во Прилеп излезе со две барања. Организирање предвремени парламентарни избори до пролет 2023 година и усвојување на партиските предлози во делот на економијата и стандардот на граѓаните. За политиките и пристапот на ВМРО ДПМН вечера разговарам со потпредседателот на партијата Александар Николовски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што ни гледат. Барањето за предвремени избори го форсирате подолго време, од формирањето на владата, досега без успех. Еве вчера го легитимиравте повторно од највисоко партиско ниво Централниот комитет. Како планирате да стигнете до избори? Пролетта. Барањето за предвремени избори е потребно од причина што прво оваа влада има спорен легитимитет од самиот почеток. Знаете дека се работи за еден збир на многу политички партии, помали и поголеми, кои што ја држат оваа влада. А дополнително многу побитно од композицијата на владата е тоа што не испорачава двете клучни области. Првиот е животниот стандард, за што се најзаинтересирани граѓаните, и второто е битката со организираниот криминал и корупција. Во двата сектори има сериозно уназадување, тоа го чувствуваат граѓаните на своја кожа и тоа е основната причина зашто се потребни брзи предвремени парламентарни избори. Зошто велиме брзи? Затоа што економската криза и енергетската криза е толку силна и толку не знаат да се снајдат, што не сме да се губи време. Факт е дека оваа зима е изгубена, но исто така луѓе што малце разбираат знаат дека следната зима, зимата 23 година, тие е полоша и од зимава 22, затоа што нема за брзо да завршат војните действија во Украина. И ако оваа година имаше и резерви на газ, имаше и начин да се произведе електрична енергија, имаше и начини на снабдување на Европа со газ и со електрична енергија, веќе во 23-та тоа ќе е многу покомплицирано. Се очекува нагоре да одат цените на сите енергенси, а со неспособен тим кој што не знае да го изорганизира добро домашното производство, да направи оптимизација и да добро го менаџира процесот, мислам дека 23-та ќе е уште полоша и затоа мора изборите да се случат што побрзо, најдоцна пролетта, велиме, за да има време новата влада да се спреми за зимата 23-та. За организиран криминал и корупција, јасно е на сите, цвета, таму ден поскоро, час поскоро мора да се внесуваат мерки. Околностите некако не одат во насока на тоа што го зборувате. И велам дека од самиот, од првиот ден, практично од седницата на која што беше избрана таа влада, зборувате за тоа дека само што не паднала. Дури и вие лично на таа седница на 30 август 2020 година од собраниската говорница го порачавте тоа, како рековте тогаш, новата влада на СДСМ е коалиција на лагата, ќе има масовни протести на есен за нејзино уривање, оваа влада ќе биде со најкраток мандат. Но еве 2 години и 3 месеци потоа таа влада сепак има мандат, е на сила, а вашите барања за предвремени избори не даваат резултат досега. Па има тука два дела. Прво, не сме јавноста да забореви дека ние успеавме целата прва петорка на СДСМ да ја пензионираме политички кажано, односно после убедливата победа на локалните избори минатата година, целата прва постава на СДСМ се повлече, не случајно СДСМ има ново раководство. Второ, во однос на
потребата за организирање на така што точно е да го завршам првото дека таа беше влада со најкраток мандат. Оваа влада која што е сега исто така треба да се соочи со реалноста, тоа е дека има сериозен проблем со сопствената поддршка и кредибилитет. Тоа не го говорат само релевантните истражувања на јавното мислење, тоа го говорат и граѓаните. И всушност најдобар доказ дека го знаат тоа и дека се плашат од истото е што бегаат од предвремени избори. Но веќе ние сега доаѓаме не во политичка битка, дали ВМРО-ДПМН ќе формира влада, дали СДСМ уште малце ќе истера во влада, која е улогата на ДУИ тука, што може направи албанската опозиција, тоа се политички сет на прашања. Ние сега доаѓаме во суштествени прашања, како што се овие две што ги споменав, затоа што не смее да дозволиме како држава да сето на што се градело 30 нешто години во независна Македонија и претходно во рамки на СФР колабира вторпат. Зошто велам вторпат? Затоа што еднаш колабираше во 90-тите години со транзицијата и со лошо спроведената приватизација, кога преку 300.000 луѓе изгубија работа и се уште Македонија целосно не може да се опорави од тие случувања. Вторпат, доколку дојде до целосно уништување на ова што се изгради сега како стопанство, а многу е возможно, уште 30 години ти треба на Македонија пак да дојде на точка нула. Треба да сме паметни, а не дозволиме вторпат да се случи. Дали тоа што зборувате за предвремени избори, а тие не се случуваат, дали тоа ги демотивира вашите поддржувачи? Па не, волкот го нема. Напротив, мислам дека и мотивира, покажа резултатот на локалните избори, покажуваат истражувањата на јавно мислење, ама најбитно ќе покажа следните парламентарни избори. Важен аспект е, мислам дека што не треба да го превидуваме на тема предвремени избори е, например, за да има избори на 15 април, од 1 јануари треба да има техничка влада, треба да има пржинска влада. Затоа ние велиме најдоцна на пролет што побрзо можно и затоа ние излеговме со ова барање вчера официјално како одлука на Централниот комитет на партијата, како највисоко тело. Ноември сме, има време да се заврши целата процедура. Што мислите за најавите дека Алијанса за албанците може да влезе во владата? Па, можам да бидам политички коректен, можам да бидам и политички некоректен. Ако сум политички ако сум политички коректен, можам да кажам дека тоа е одлука на секоја политичка партија. А ако бидам политички некоректен, мислам дека ќе е огромна грешка за Алијанса на албанците и за незиното раководство, се уште нели таму формално нема претседател. Од причина што невозможно е прво сите да се во власт, нема губи смисла демократијата и второ, оние граѓани кои што се опозиционно расположени и кои што се спротивуваат на било која власт, нема гласаат после тоа за партија која што била дел од власта, особено што би влегле во најтемниот и најспорниот дел или период на владење, тоа се овие месеци во кои што сериозно тоне државата и прашање таа влада и колку месеци ќе има мандат. Николовски, може да е тоа порака и до ВМРО-ДПМН од кој аспект? Алијанса за албанците на последните избори за Советот на општина Тетово не помина добро. Таму знаеме, катастрофа им се случи, не освоја ни еден советник. Алтернатива, да речеме, која што беше нивен партнер на последните локални избори, во меѓувреме се одвои и влезе во влада со СДСМ, помина подобро. Па велам, дали е тоа можеби порака и до вас, дека оние што влегуваат во партнерство со ВМРО-ДПМН, така беше, Алијанса и Алтернатива беа со вас на локалните избори, се троши на страната на гласачите на албанците зборувам, а обратно, оние што одат со СДСМ добиваат. Па сега тоа да е математиката на Алијанса за евентуалниот влез во владата. Сум го слушал ова, не мислам дека прво да видиме дали воопшто ќе влезат во влада, да сме коректни, затоа реков дали ќе сум коректни или не политички. Но сум го слушал ова како теза. Ако го земаме Тетово како еден етанол за албанската политичка сцена, иако не можам јас да го прифатам ова како такво, но еве, ако некој сака тоа да го гледа така, тоаш има најмалце два аспекти кои што треба да се погледнат. А тоа е дека и Алијанса на албанците и Алтернатива помина еднакво лошо во Тетово. Малце помалку имаше среќа Алијанса, па не освои ни еден советник, а Алтернатива имаше малце среќа па освои еден советник. Зборуваме за еден советник. Не зборуваме се порази ДУИ. Така што помина исто лошо и едната и другата политичка партија. Ама Алијанса несразмерно поголема е од Алтернатива, така? Имам поента, ќе стигнам и до тоа. Од друга страна, политичката партија БЕСА, која што на последните избори успеа да добие и градоначалник во Тетово и факт е дека ние сме во коалиција со БЕСА во Тетово, мнозинството во Советот го прават советниците на БЕСА и советниците на ВМРО-ДПМН.
политичката партија БЕСА за 50% го зголеми својот удел, односно од 8 советници колку што имаше пред повторените локални избори за советници, успеа да освои 12 и го победи Дуи. Што е заклучокот овдека? Заклучокот е според мене дека помеѓу албанците во Македонија постои сериозно опозиционо расположение и ако ги видите збирот на гласови, тие секогаш се повеќе на страна на опозицијата. Проблемот е што албанската опозиција не е обединета. Да излезеа на изборите во Тетово заедно, Алијанса, идеално и алтернатива, заедно со БЕСА на една листа, јас ви гарантирам дека 16 советници ти имаја, не 12, затоа што толкава е опозиционото расположение и не може да губат гласови. Така што тие одговорите треба да ги најдат во сопствените политички структури и помеѓу себе, а не во ВМРО-ДПМН или во друг политички субјект. Така што она што се случи во Тетово е најдобар доказ прво дека ако се испорачаат резултати, тоа народот го наградува, а мислам дека Билалка сами испорачува таму резултати и затоа од 8 отиде на 12 советници, но исто така е порака до другите албански политички партии кои што формално велат дека Дуи не е добар и треба да се смени, да најдат начин да соработуваат затоа што таа соработка носи резултати. Не случајно во 2020 година стигнаа толку силно, не сме јавноста толку блиску, не сме јавноста заборави дека 2020 година Дуи освои 15 пратеници, но Алијанса и Алтернатива освоија 12 советници. Значи релативно блиску беше тој резултат. И што беше кампањата на СДСМ, не треба да заборавиме на тие избори. Кампањата на СДСМ на тие избори беше спротивно од она што го направија после избори, ама тоа зборува за СДСМ. Ако правиме ние анализа на албанскиот политички кампус, мислам дека многу одговори треба да ги најдат помеѓу себе и во сопствените политички структури. Дали Касам има резултати и какви тоа тетовци најдобро го знаат, но дали препознавате една тенденција со потенцијално влегување на Алијанса на албанците во владата, на обид за изолирање на ВМРО-ДПМН заедно со левица на една страна на политичкиот спектрум во државата наспроти сите други политички сили? Па, изолација или не изолација прави народот и ние затоа бараме брзи предвремени избори. Мислам дека на брзи предвремени избори овие кои што се сега во влада ќе бидат изолирани, а ВМРО-ДПМН има убедлива победа и мислам дека дури и реално сами да освоиме мнозинство во собранието, односно 61 пратеник. Зошто не избирате политички со политиките понудата ставовите што јавно ги изнесувате, да се придвижувате повеќе кон центарот, па да речеме да ловите повеќе од незадоволните од СДСМ, туку одите некако по-десно, па дури се приближувате и до крајно десно во ова што го правите? Па сега не знам на линијата на ова што до сега го зборуваме. Многу се вариабилни прашања што е центар, што е десно. Ако мислите за националните политики, еве на пример прашањето за Бугарија, претпоставувам дека тоа е едно од основните прашања. Ако добро го видите расположението кај народот, тоа е неподелено. На пример, сите релевантни истражувања на јавното мислење покажуваат сериозен отпор кон така наречениот француски предлог, кој што ги акцентираше и ги прифати сите бугарски барања, каде што против се некаде преку 65%, а кога ќе видите кроз табулација или стратификација по етнички заедници, зошто е ова битно? Затоа што бугарите го негираат постоењето на македонскиот јазик и македонскиот народ, не негираат постоење на албански, на турски или на српски народ. Значи, кога ќе видите стратификација, тогаш гледате дека кај македонците 75% се против францускиот предлог. Кога гледате стратификација по политички партии, скоро исто против се и гласачите на ВМРО-ДПМН и гласачите на СДСМ. Што значи дека ние овде водиме политика која што ја чувствуваме како вибрација од народот. Тоа што има во СДСМ раководство, не мислам на цела партија, туку што има раководство што не си го слуша и сопственото членство, тоа е нивни проблем. Така што ова не би била нити центар, нити десна, нити екстремно десна политика. Јас би рекол ова е политика на народот, од причина што народот вака размислува. Ама и вие сам знаете дека историјата дури и на модерна Македонија не учи дека ако политиката се водела од главната вибрација, од доминантниот став на јавното мислење,
Прашање е како оваа држава денески изгледала, па ајде сега да не звучам катастрофично и дали уопште ќе постоела. Знаете, на елитите политички е да водат, а не да се придружуваат на доминантниот бран на јавното мислење. Ова што кажавте многу често во последно време го слушам и од одредени политичари и од одредени дипломати во државата. Рамковниот договор, еве да речеме, тој до ден денес се прашање дали има мнозинска Ќе подршка одговорам кај етничките македонци. Само ако ми дозволите на ова претходна. Тука не се слагам. Зошто? Тоа е добра теза во поларизирани општествени мислења или во општествени мислења каде што треба дополнителна подршка. Например, постои одредено прашање. Еве, доколку прашањето за францускиот предлог беше 51-49, 51% од граѓаните се против, 49% се за, но граѓаните ги немаат сите аспекти кои што можат да ги видат врвните политички структури во државата и тогаш може врвните политички структури да објаснат на граѓаните дека е добро нешто да се случи и овие 49 да станат 51%. Овде кај сосем друга ситуација. Овде зборуваме за 75% против, 13% за и останатите не сакаат да одговорат, што значи дека веројатно и овие што не сакаат да одговорат повеќе се кон против отколку што се кон за. Тоа е прво. Второ, не држи оваа теза во една вибрантна демократија каква што е Македонија, каде што скоро секоја година има избори. Минатата година имавме локални избори, в година се надевам ќе имаме предвремени парламентарни избори, 24-та има претседателски, 25-та има пак локални. Не може вие во такви услови да го негирате мислењето на народот, затоа што ако го негирате мислењето на народот, завршувате во политичка пензија. Во однос на Охридскиот рамковен договор е комплетно една друга констелација. Прво излезе од воен конфликт и второ, колку што сеќам, бев тогаш многу млад, но кај ни една етничка заедница во Македонија, кај македонскиот народ, кај албанскиот, кај останатите, немаше тогаш расположение за воен конфликт. Значи, мислењето на сите тогаш беше дека не треба да има војна и дека не треба на тој начин да се решат работите, а нормално е кога има мислење дека не треба да има војна, да се седне на маса и нешто да се договори. Кога веќе ги споменуваме односите со Бугарија, францускиот предлог е свесно, јас ќе направам таа дигресија да ја затвориме оваа тема во овој дел од интервјуто. Француски предлог сега веќе не постои, постои преговарачка рамка усвоена од Советот за општи работи на Европската Унија. Како мислите вие да ја водите оваа земја, утре ако бидете во позиција да го правите тоа кон членство на Европската Унија, зборувајќи за тоа дека нешто што веќе е официјално усвоен документ на Европската Унија за вас е неприфатливо? Па видете, прво добро спомнавте ова околу француски предлог. Мислам дека тој термин француски предлог сите го прифативме, намерно се форсира од власта за да се прикаже во јавност, еве не е до нас, французите така предложија, а во суштина Франција само претседаваше во тој момент со Европска Унија и го склопи тоа што беше прифатливо за Македонија и за Бугарија, така што јас повеќе предлог би го нарекувал отколку француски предлог. Тоа што владата на СДСМ и ДУИ прифати за Македонија драстично лоши работи, тоа е проблем на владата на СДСМ и на ДУИ, не е проблем на Франција. Во однос на преговарачката рамка, ништо не е Библија, ништо не е променливо. Секоја работа може повторно да се седне, да се разговара и да се преговара. Дали во ова има елементи на манипулација, господин Николовски, дека преговарачката рамка е возможно да се смени? Нема, ќе ви објаснам зошто. Во овој момент, колку и да изгледа ова чудно што ќе го кажам, единствен поголем губитник од Македонија, од ваквиот предлог, прифатен са дел од преговарачката рамка, е Бугарија. Зошто? Затоа што на Бугарија и се случуваат две работи. Прво, не доби ништо, затоа што со самото тоа што ВМРО-ДПМН не вели дека нема се промени уставот, Бугарија не добива ништо. Без разлика што тие мислеле дека ќе добијат, не процениле дека ние тоа ќе блокираме и не добиваат. И втор проблем за Бугарија е што антибугарското расположение во Македонија е на историски највисоко ниво. Успеа да си навлечат на себе гнев кај неподелено мнозинство од народот. Може би сега тоа во Бугарија не се сваќа, нема ни влада, не можат да се средат меѓу себе, на пролет 23-та веројатно ќе има пак избори, но прашање време таму кога ќе се створи една здрава политичка структура која што ќе формира влада
и на која што многу брзо ќе стане јасно ова што Добро, го што ќе зборувам. биде вашиот пристап во однос на оваа тема? Во такви услови, мислам дека и Бугарија ќе сака да седне и да извади најдобар можен договор кој што ќе ги нормализира односите со Македонија. Затоа што овој договор не само што не ги нормализира односите со Македонија, туку ги радикализира. Дали ова алиби за нечинење ништо? Доаѓање Не, на власт, не, зборување за тоа дека декларативно сте за ЕУ, а де факто да нема ЕУ процес. Не е алиби затоа што ние јасно и кажуваме нашите ставови. Ние никогаш не рековме дека ова е добар договор. Прво, бевме исклучени целосно од процесот и никој не информира што се преговара. Ние за договорот разбравме, кога разбравте и вие и јавноста, а тоа е од медиумите, да е најпарадоксално разбравме од бугарските медиуми, затоа што ја подсетам, се лажеше тука добри 2-3 недели дека нема таков предлог и дека не постои таков предлог. Не, вие го имавте предлогот и вашиот лидер со подцртани делови од Не, тоа е рамката после тоа е излегуваше вториот. на пресконференција. Значи првиот дел е кога се лажеше тука дека нема никаков предлог. После власта призна дека намерно лажеле затоа што биле посоветувани дека е така подобро да се продаде во јавност, ама им се случи ефект на бумеранг. После тоа, кога излезе тој предлог, излезе во Бугарија, па го дознавме од Бугарија, па после тоа ние го коментиравме. Стратегијата на власта беше да се завлече целата работа до јули, мислејќи дека јули ќе е жешко, народот нема да реагира, но видовте дека реагираше на масовни протести. Така што ние цело време сме имале чист став. Не може власта на СДСМ и ДУИ да прифати обврска за двотретинско мнозинство кога ја нема. Тоа е исто како ние се од опозиција да отидеме во било која држава да подпишеме меѓународен договор од било каков тип и да го донесеме овде, речеме, видете, се ние подпишавме, дај да се ратификува ако не сме надлежни. Тоа е дел од официјално усвоени европски документи. Што ќе правите вие утре од позиција на власт? Вие нема да имате 2/3 сами. Не може власта да прифати двотретинско мнозинство без да го има. Требаше да седнат, да разговараат со нас, да видат дали имаат или немаат двотретинско мнозинство, па да прифаќаат или да не прифаќаат, односно кога ќе им кажевме дека ова нема да го поддржиме, да се вратат назад и да речат извинете, немаме двотретинско мнозинство. Тоа сме го слушале, еве кажете ни што ќе правите вие во ваква ситуација. Во однос на последиците, факт е дека последиците се тешки. Факт е дека Македонија е ставена во една исклучително лоша позиција со прифаќање на еден исклучително лош предлог. Наша патриотска задача и должност ќе биде да направиме најдобро можно за државата. Конкретен план ќе можеме да ви кажам кога ќе сме во влада, затоа што ги немаме се уште сите аспекти, но дефинитивно нема да прифатиме ваков предлог за понижување на македонскиот народ, јазик, историја и култура. На периодот 2008 по ветото за НАТО во Букурешт до 2017 кога сте на власт, кога вие реторички цело време велевте да, ние не сме против решавање на прашањето за името, а де факто прашањето за името не се реши. И немаше процес, ни кон НАТО, ни кон Европската унија, стоја процесите. Јас не сум кратко во политика, мислам дека во политика скоро и да е невозможно да направите споредба на два периоди и две политики, секој период има своји специфики, своји констелации, така што не би влегувал во тој тип на споредување на работите. Сакам уште нешто да прашам кога сме на оваа тема. Вие сте охријанец. Зошто немате реакции за нападите на клубот Цар Борис III како партија? Ние мислам дека имавме многу јасна реакција за клубот кој што се отвори во Охрид, а тоа е дека бевме против отварање на клубот, а во изминатиот период За нападите ја зборувам, за нападите на клубот. Нападите треба да се ги решава Министерството за внатрешни работи. Ние не сме полиција да откриваме кој што нападнал, но мора да ја видиме и суштината и контекстот. Прво, ние бевме против отварање на клубот, поддржавме протести против отварање на клубот, а сега исто така кажавме дека без разлика кои се имињата на клубовите во моментов 2 во Македонија, истите да треба бидат затворени како реципроцитет на затварањето на македонскиот клуб во Благоевград. Јас ве прашувам дали фрлање со камења по стаклата, пукање е прифатливо. Не, видете, пукање и насилство не е прифатливо за никого никаде. Но мислам дека треба зборуваме за поширок контекст. А поширок контекст е прво зошто се дозволи отварање на такви клубови, второ зошто тие се уште екзистираат, трето зошто не се применува законот кој што заедно го изгласавме сите пратеници во собрание за здруженија на граѓани, и четврто за мене можеби исто битно или
Најбитно, дали владата не дала согласност да се ова направи, затоа што јас во неколку интервју уште тогаш им кажував дека Мален Врабевски ги финансира овие клубови, дека оди хара низ Македонија и дека Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност не прават ништо. Тие ќутеа, очигледно се занимавале со издавање државјанство. Сега може да го каже Бил Николов ги финансира и Саша Узунов македонците во Бугарија. Ама тоа нека се проверува бугарската држава. Ние си се грижиме за македонската држава. Во македонската држава може ли да личи ова на хибридни стратегии, господин Николовски, на некој што нема интерес да има добри односи меѓу двете држави? Не мислам дека има толку голема приказна во целата работа. Ние имаме две надлежни институции за оваа работа, Агенција за разузнавање и Агенција за национална безбедност, кои што преспаја отварање на клубови, чија што основна цел и намера не е пријателство меѓу македонскиот и бугарскиот народ, туку е директна провокација, иритација на македонскиот народ. Ќе се вратам пак на темата избори, коалициски капацитети, потенцијали и така натаму. Можно е да се случи по следни избори ако победите поради слаб коалициски капацитет да останете без партнер или партнери меѓу партиите на албанците? Ако ви е прашањето дали мислам дали ќе формираме влада или не, апсолутно мислам дека ќе формираме влада, затоа што мислам дека ВМРО ДПМН самостојно ќе освои на 61 пратеник. Тоа е просто невозможно. Знаете дека системот пропорционален тоа просто и го бројките се сега такви да ВМРО ДПМН е многу блиску до освојување на мнозинство самостојно и се надевам дека ќе добиеме поддршка од народот за таа работа, за да не трпиме никакви уцени и за да не зависиме од нечии лични или партиски интереси. Во однос на тоа дали ќе поканиме партнер во владата или не, тоа е сосем друго прашање кое што можеме да го разговараме после завршувањето на Сакате да кажете дека би владели без партнер од албанците? Мислам дека е добро да имаме партнер, затоа што тоа представува реалноста во Македонија, но мислам дека партнерот треба да го избереме врз основа на заедничките позиции и програмски определби кои што би ги имали и секако би се сакале, доколку е прашањето на желби сега, би сакале да соработуваме со албанската опозиција која што е опозиција во моментов. Затоа што мислам дека е време да се направат промени и да конечно и СДСМ и ДУИ одат во опозиција. Оти вашиот лидер во ова исто студио пред неколку недели рече дека главниот принцип што ќе ве води во изборот е да имате бадентер. Ова е малку различно од ова што вие го зборувате. Апсолутно, бадентер е клучна работа затоа што тоа е составот на државата и затоа што за многу закони е потребно двојно мнозинство и секако дека ние ќе се обидеме да имаме соработка со политички структури со кои што ќе можеме да обезбедиме бадентер. Бадентер не го прават само од една етничка заедница, го прават од повеќе етнички заедници, но се тоа се хипотетички прашања. Суштински е, јас сум убеден дека ВМРО ДПМН ќе има над 61 пратеник на следни избори. Зошто сте тивки за изборот на Ислама Бази за шеф на Обвинителството за гоњење на организиран криминал и корупција? Па, ако за нешто сме биле гласни, тоа е за судството и обвинителството, кој што јас и така започнав интервјуто со борба со организиран криминал и корупција. Навистина сте гласни, имате прилично активен центар за комуникација, тој знае да бомбардира со соопштение, со пресконференции, но оваа тема не. Не, на оваа тема сме зборувале многу, ќе повторам, дека обвинителството во Македонија и судството, нема разлика, се целосно партиски диригирани од СДСМ и од ДУИ, и ако е некој неголема жртва на судството и на обвинителството диригирано и партизирано во Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Во моментов има преку 3000 членови на ВМРО ДПМН кои што се под судски прогон од различен тип. Дали има основа дека ДУИ ВМРО го избра Ислама Бази? Ги слушате и тие глупости. Тие тези, да. Мислам дека секогаш кога СДСМ и ДУИ ќе се договорат за нешто, а после тоа не знаат тоа како да го продадат во јавност, спинуваат вакви работи во јавноста. Ова се најобични глупости кои што мислам дека не вреди да се троши ни време ни енергија. Ние сме во опозиција, не гледам како би можеле од опозиција да имаме било какво влијание, со 3000 луѓе под прогон од истото партизирано судство и обвинителство, па уште помалце би можеле да имаме. Бази да има соодветна борба против организираниот криминал и корупцијата во оваа земја? Тоа е прашање кое што треба тој да го одговори. Ако мене ме прашате, мислам дека не може да има, затоа што целиот контекст и целото функционирање на судството и на обвинителството во моментов е проблематично и тоа е насочено само кон интересот на СДСМ и на ДУИ. Како ја доживеавте изјавата на американската амбасадор Кагелер во таа смисла?
Па, јас со цела почит мислам дека изјавата е во насока на она што сите ние го констатираме, а тоа е дека има проблеми, дека тие проблеми соодветно не се адресираат. Не гледам никаква разлика помеѓу она што го кажа и тоа што го чувствува народот. Ке народот нема доверба во судството и во обвинителството. Но повеќе ме загрижува што нема никаква реакција и што едноставно работите одат по една народната кучињата лаат, караванот врви. Ви се појави една фотографија со Венко Филипче од средба во хотел, за која јавноста не беше известена и која потоа беше предмет на различни интерпретации. Може да го објасните контекстот на средбата? Да, се видовме случајно во хотел Александар Палас, се поздравивме, седнавме. Таа е од скоро средба? Пред месец дена или се нешто плетат повеќе. различни приказни околу таа средба. Значи се видовме во Александар Палас, случајно се поздравивме. Дека сте офицери за врски Не. на едната и на другата Тоа се партија. глупости. Ако ми дозволите, значи се видовме во Александар Палас, случајно се поздравивме, седнавме, разменивме неколку зборови. Господин Филипче веќе не е во политика скоро една година. Така, помуабетивме малце и се разделивме. И тоа е тоа. Не гледам ништо спорно од тоа било кој човек да се поздрави без разлика дали е од неговата или не е од неговата партија. Ако некој мисли дека јас треба само со луѓе од ВМРО да се поздравувам, а кога ќе видам други јавни личности да вртам глава, тоа не одговара нити на моето домашно воспитание, нити на мојата култура. Но овде отворивте една многу побитна тема. А тоа е како тие слики излегуваат во јавност. Јас со месеци зборував, а еве ќе кажам и тука, дека и јас и претседателот на партијата и уште неколку членови на највисокото раководство на ВМРО сме под постојана присмотра или следење на одредени безбедносни структури, кои што се од параполициски свет. Извадовме докази за тоа дека бевме следени во Прилеп. Таму бевме на партиски состанок, беше и претседател на партијата, бев и јас. Така што ние сме подолг временски период предмет на следење и предмет на прислушување. До денес никој тоа кредибилно не го демантира, а со отварањето на скандалот со Онишченко и се покажа колку се пропаднати безбедносните служби во Македонија и колку се навлезени во една длабока политичка и криминална кал во каква што се. Пред 2 дена државте пресконференција на тема АНБ состојби таму. Бевте гласни по веста што ја објавија колегите од БИРН дека Онишченко, човек од црната листа на САД, дојил македонско државјанство. Интересно е едно прашање што го отворивте на таа пресконференција, добива малку јавно внимание, по мене многу важно, а тоа е нефункционирањето на внатрешната контрола во рамките на агенцијата. Па дури и вас ќе ве прашам зошто не сте погласни како опозиција на оваа тема, бидејќи е очигледно важна темата. Тоа е клучен проблем. 16 месеци нема директор за внатрешна контрола во Агенцијата за национална безбедност. Согласно новиот закон кој што се усвои од 2018 година, директорот на внатрешна контрола практично е втор човек во Агенцијата за национална безбедност. Јас се уште стојам на мојот став дека законот за АНБ е добар, неговата имплементација е катастрофална. Мислам дека за јавноста да кажеме дека членот 53 на тој закон предвидува дека раководителот на организацијската единица за внатрешна контрола во АНБ го назначува директорот од редот на вработените во агенцијата по претходна согласност од надлежното работно тело на собранието за надзор на агенцијата за период од 6 години. Тука има 2-3 интересни и спорни моменти. Прво, 16 месеци нема директор за внатрешна контрола. Второто, како направивме притисок, пред некаде 2 месеци, Виктор Димовски дојде во собрание и предложи кандидат за директор за внатрешна контрола. Што ќе одлучише комисијата е друга работа. За прв пат во историјата на собранието се случи власта да не си прави кворум сама на себе, односно да ја потсетам јавноста дека таа комисија не се одржа од причина што власта која што има мнозинство во комисијата не дојде на комисија. И после тоа Димовски го повлече предлогот затоа што беше посрамотен на јавна сцена од неговите сопартици. Тој е член на СДСМ, имал и високи партиски функции во СДСМ. Тогаш на јавна сцена исплива она што сите ние кои што сме во политика го знаеме со месеци, а тоа е дека има клановска битка во рамки на СДСМ за директор на АНБ,
Од таа причина не се избира директор за внатрешна контрола. Од таа причина 6 месеци Виктор Димовски не се праќа за амбасадор во Франција. И тука да нема манипулации со Комисија за надворешни во собрание, предлогот за него стигна сега, кога дојде овој скандал со Онишченко, претходно предлог немаше. И постоја најмалку 4 крила во СДСМ кои што се борат. Крило блиско на Оливер Спасовски, крило блиско на Миле Зечевич, крило блиско на Димитар Ковачевски и крило блиско на Зоран Заев. 4 крила се борат меѓу себе, па слушаме може да биде доказ за силна внутрипартиска демократија. Или за растурање на СДСМ, но тоа си е нивна работа, нека си го решаваат меѓу себе. Но проблемот на ова растурање внатре во СДСМ е што државата страда, затоа што најбитната безбедносна служба во Македонија е обезглавена. И во такви услови се случува скандалот со Онишченко, затоа што да имаше соодветна внатрешна контрола во АНБ, скандалот веројатно немаше и да се случи, а и кога би се случил, брзо ќе можеше директорот за внатрешна контрола да направи истрага, да се види кој одговорен и да се затвори темата. Сега АНБ е нефункционална и затоа има ваков срам за Македонија. Но добро, ако наскоро, како што се најавува, Димовски оди за директор, тогаш ќе има нов директор таму? Па, ако мислите за одење за амбасадор во Франција, мислам дека после се ова што се случи, последна работа што треба да се направи е Димовски да оди за амбасадор во Париз, затоа што тоа би било срам за Македонија. Сепак Франција е една од најзначајните земји членки на Европската унија, ако не и најзначајна, и мислам дека треба да имаме сериозен однос кон Франција. Прво, за мене и самата номинација е спорна, затоа што да пратите директор на тајна служба за амбасадор во Франција не е некоја добра порака кон Франција. Добро, Димовски има и дипломатски бекграунд, нема е само. само. Добро, но сега е директор на службата. Во регионов така знаат разузнавачи да пратат србите, бугарите, но тоа најчесто е прават во соседството. Не сум слушнал дека досегашен директор на БИА во Србија или на ДАНС во Бугарија е испратен за амбасадор во Париз, да не зборувам за посериозни држави од типот на Австрија, Германија и така натака. Не мислам дека директорот на БНД оди за амбасадор во Париз. Така што тоа е едниот спорен момент. Вториот спорен момент е што кога се веќе одлучиле со ваков скандал, тоа е навреда за Франција да оди Димовски за амбасадор. Мислам дека треба да е доволно доблесен пред пензија, да се повлече и да престане да се брука и сам себе, а и институцијата која што ја води. На овој начин девалвира се што и тој створил и се што институцијата, односно АНБ, може да направи во иднина, а и направила во минатото. Наједноставен начин да се затвори ова прашање е да се повлече од една страна. Од друга страна, одговорност мора да има. Таа не завршува само кај него, односно мора да има одговорности за министерот за внатрешни работи, зашто го велам ова. Не само заради големата афера со пасошите за криминалци, од кои што дел се испубија меѓу себе по Истанбул, по Киев и така натака, туку и затоа што ако видовте основ за поништување на државјанството, според самата влада е неточно дадени податоци, а податоци се дават на Министерството за внатрешни работи, кои што не ги проверило. Исто така мора и премиерот да... Не сум сигурен тука дали МВР има улога. Има, секако, затоа што треба и провери податоците, кои да се сликате за пасош. И она што е исто така битно, мислам дека и премиерот треба да понесе одговорност овдека. Не е досега излезено во јавност, да го пласирам, постојат кредибилни информации или гласини, ако сакате, дека еден од министрите во влада, да бидам попрецизен, подпредседател на влада, вице-премиер, задолжен за економски прашања, се обидувал да исконтактира со ова лице и да прави економски аранжмани со него. Така што не е тоа дека само некој си кој што јавал на конј, вака да бидам малце пежоративен, дошол во Македонија и земал државјанство за настапува на Олимпијада, туку се работи за многу подлабок случај. Добро, сега делот фолклор е гледам Онишченко дава изјави. Стојам позади тоа што го кажав на пресконференцијата, а тоа е дека мислам дека основата на скандалов не е никакво надворешно влијание, туку е исклучиво неспособност и корупција во рамки на Агенцијата за национална безбедност. Добро.
Сакам малку околу вашата лична амбиција во политиката, немаме уште многу време. Каде се гледате себе си? Вие, сега може и да е непристојно да прашам за годините, ама ќе има и председателски избори во ВМРО ДПМН, се зборува за кандидатурите? Добро, јас сум уште млад за таа работа, не ги исполнувам ни законските услови, имам 38 години, нели минимум услов е 40. Во однос на дури и пролета 2024 ќе немате? Тоа што имам, ама еве директно кажам дека не сум заинтересиран за таа работа. Добро. Во однос на моите амбиции, тие се движат во рамки на партијата, каде што сум подпредседател и каде што имам една огромна чест за нас кои што сме дел од ВМРО ДПМН. Членството во ВМРО ДПМН многу значи. Тоа може би за јавноста звучи чудно, но така ние доживуваме партијата, така што тоа што сум подпредседател мене лично ми значи многу. А во однос на утре кога ВМРО ДПМН ќе формира влада, сега го се гледам во владата на соодветна позиција каде што ќе можам во договор и со председателот на владата и со останатите да допринесам најмногу да трне Македонија напред. Мислам дека нема сектор во кој што можеме да речеме дека е добро и дека не треба да се поправат работите. Значи немате интерес фокусиран само да речеме на надворешни работи или евроинтеграции, мислите дека можете и пошироко да играте? Мислам дека се толку проблематични состојбите во моментот во Македонија што една свртеност кон себе во следниот период многу повеќе ќе помогне на Македонија отколку свртеност кон надвор. Интересно е ова, дека не е дека толку сте заинтересиран за овие две позиции за кои што ги спомнав. Мислам дека доволно прецизен. Добро, гледате фудбал? Гледам. За кого навива? Ако ме прашувате за светското, овие денови немав можност да гледам заради работни обврски, иначе да, сум љубител на фудбал и гледам. Имате свои фаворити на ова првенство? Имам два, Аргентина и Хрватска. Стартот им е Аргентина загуби, да, 2-1 се надевам дека ќе се подобри во следните. И Хрватска одигра нерешено со Мароко и двете се во релативно тешки групи, не се лесни групи. Тешки групи, многу квалитетни репрезентации, но мислам дека двете и Аргентина и Хрватска имаат капацитет да одат дури до финале. Добро, да видиме како ќе тече понатаму, па дали ќе имате простор за радост поврзана со овие две екипи. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам, беше задоволство. По паузата е саботажата. Генерално злодевните политички беседи понекогаш поради контрадикторниот наратив на говорникот добиваат интересна специфика за нивните обсерватори. Негацијата на општо прифатените норми пропаѓа од самиот старт, бидејќи тој што ги прокламира, лично и персонално во континуитет, се држи до нив. Македонија е уморна од состаноци на политичари во вратоврски на кои што не се носат никакви одлуки, туку само се парадира. Тој чин на наводен став, а всушност негово постојано отсуство се огледа и во користењето формулации од кои на никаков начин не може прецизно да се изведе заклучок за односот кон нештата. Еднаш тие се контекстираат на еден, а во следниот момент веќе им се дава сосема различно значење. Еве нека не е нацистичко-фашистичкиот соработник антимакедонецот Ванчо Михајлов. Кога бил Иван Михајлов на чело на организацијата, тој не бил соработник нацистички и фашистички. Желбата да се биде толкувач на минатото сепак претпоставува одредени предзнаење на кои особено треба да се внимава кога се предводи организација чија грижа за нив е од највисоко значење. Исклучително важно е да се има барем увид во регистарот на големите, особено ако некој од нив и не поминале лошо. За ликвидацијата и голготите на Ченто, Петре Пирузе, Панко Брашнаров, Михаил Апостолски. Тоа што славниот генерал не и припаѓа на низот е едно, но сосема друго и елементарно е при одредување на некаков редослед да си имаат предвид реалните и измислените ликови. Против вистинско изненадување представува фактот дека меѓу бисерите на македонското дело може да се измолкне фиктивниот војвода на Драган Белогорлич. Ниту тој квинслинг, ниту оваа квинслиншка влада од нашата колективна меморија, од нашите срца, ќе избрише
улогата, ликот и делото на Даме, на Гоце, на Питу, на Хаџарство. Без оглед на импресиите од Сенки над Балканот и карактерната улога на Тони Михајловски, тоа сепак не значи дека не треба да се внимава да не се измешаат вистината и филмот, како што не треба да се очекува ниту да не им се знаат имињата на хероите, а впечатокот дека се работи за обичен лапсус го демантира повторувањето на делото. И сега да речеме, вие имате имиња на Емануел Чушков, да речеме, кој што ако вие немате историско познавање, ќе имате дилема кој бил Емануел Чушков, така? И на крајот, лице со такво презиме не памети македонската историографија, но барем постои свест за тоа што е минимум потребно да поседува не само лидерот на организацијата, туку општо секој водач на народот. Човек што се занимава со политика мора да има елементарно познавање на историјата. Сега јас водам политичка партија која што се повикува на континуитет, а не го познавам тој континуитет, би изгледал слабашно, би изгледал слабо и нема луѓето да го препознаат тоа кај мене. И сега да речеме, вие имате имиња на Емануел Чушков, да речеме, кој што ако вие немате историско познавање, ќе имате дилема кој бил Емануел Чушков, така? Ако историјата е клучниот проблем за некој да биде нотиран како лидер, тогаш за среќа тој е решлив. Оти ниту таа не може да се препрочитува, ако претходно барем нешто не се прочита. Со ова завршуваме. Бидете со нас и в понеделникот 22. Пријатно.